Под притисок на јавноста или поради нешто друго, сепак кривичниот совет од Скопскиот кривичен суд ја смени одлуката, па наместо во куќен притвор Асмир Јаховски од Пуцко Петрол, еден од осомничените во случајот со канцерогениот мазут, ќе биде најмалку 30 дена во притворот во Шутка. Иако предходно критикуваше и суди и обвинители, иницираше интерпелација на членовите на судскиот совет, сега премиерот Мицковски не сака да коментира судски одлуки. Те сум рекол дека не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесам. Без разлика дали тие ми се допаѓали или не. Но вице-премиерот нешто поостар во коментарите. И ова е аргумент дека се уште судството и обвинителството не се ослободени и се обидуваат се уште да влијаат лошо на процесите и тогаш кога има јасни одлуки, јасен криминал. А на партиско ниво, препукувања, ВМРО, ДПМН и СДСМ со меѓусебни посочувања и обвинувања, кој бил поголем партнер на Асмир Јаховски Пуцко Петрол. СДС свесно го толерирале Пуцко Петрол и овозможиле Пуцко Петрол и РКМ во набавка на мазут да свртат стотици милиони евра, зашто главна асистенција им правел директорот на ЕСМ во бегство Васко Ковачевски. Пуцко Петрол и Јаховски безпрекорно функционираат на државните тендери додека СДС владее и во значаен дел од тендерите тие се и единствен понудувач. Апсолутно некоректно и непринципиелно да се доведува Социјалдемократскиот сојуз во некаква врска со тие бизниси со Пуцко Петрол, кога видовме дека во изминатиот период огромен број на постапки и тендери кај градоначалници на ВМРО ДПМН од страна на нивни министерства ги добила токму таа компанија. Така да очекувам брза, очекувам транспарентна истрага, ќе повторам, секој кој што го прекршил законот мора да си понесе одговорност. Во случајот мазут за ТЕЦ Неготино, освен Капушевски, Сулковски и Јаховски, осомничени и поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, кој исто така се гони од законот во случајот адитив.